Советот на јавни обвинители не го поддржа предлогот на владата за разрешување на Љупчо Коцевски. Со гласови 6-3 Советот даде негативно мислење, но неизвестно е дали владата ова мислење ќе може да го користи и во иднина, зашто во моментов е запрена процедурата за разрешувањето на државниот обвинител. Во однос на тоа немам коментар. Советот ќе го изготви мислењето во законски предвидениот рок и ќе го достави до владата. Кои беа аргументите на членовите во расправата не се знае. Коцевски во одговор дали докази кои се однесуваат на дисциплинската постапка против поранешниот прв човек на висшето обвинителство Мустафа Хајрулај, чие отстранување владата го спореше. Јавноста беше исклучена се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Владата ја запре процедурата за разрешување на Коцевски поради трагедијата во Кочани и засега мислењето на Советот ќе биде во фиока. Според опозицијската ДУИ, власта го злоупотребува системот за да ги заштити одговорните за пожарот и на обвинителот Коцевски му е ветено да остане на функцијата доколку игра по диктирани правила. Paramendojeni absurditetin e gjithë kësaj historie. Iniciohet procedurë për shkarkim, publikisht thuhet se kjo procedurë ka filluar dhe nuk ka kthim mbrapa, ndodh tragjedia e Koçanit, ndiqet linja partijake gjatë fazës parahetimore dhe hetimore dhe dalin dhe thonë po e stopojmë një procedurë të tillë. Për çka flet kjo, zoti Nohejo? Për asgjë tjetër se sa përveç se përkapje të shtetit. Претходно од власта истакнаа дека Коцевски е меѓу одговорните за ниската доверба во правосудството и побара идниот државен обвинител да биде бескомпромисен борец против корупцијата.